посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата 24 за животот. Секогаш многу ме провоцира и многу убаво ми доја кога ќе го слушнам крајот на најавната шпица. Веќе трет пат го правам ова во емисија и не е лично да се прави веќе. Не е ни интересно, впрочем. Добре дојдовте, почитувани гледачи, во уште едно издание. Денеска ќе разговараме со еден гостин кој што веќе ни беше минатата година гостин, но овој пат да видиме до каде продолжила неговата кариера, впрочем, и што има ново, бидејќи верувајте имаме многу да зборуваме, со оглед на тоа дека, како што тој кажа, грубо се изрази, агендата му е набиена до 2015 година. За каква агенда и за кој гостин станува збор, ќе видиме веднаш по времепловот на колешката Галена Николовска. Во 1939 година светот ја запозна најмладата мајка, 5-годишната Лина Медина од Перу, која е на свет донесе здраво машко дете. Таа се смета за посебен медицински случај, тежок за објаснување, но сепак возможен, затоа што девојчето својата прва менструација ја имала на само 3 години. Таткото на детето уште не е познат за јавноста. Лина продолжила со својот живот подоцна и се омажила, имала уште едно дете, а нејзиниот првороден син Жерардо Медина починал на 40 години од прерано созревање на коските. Во 1948 година, 8 часа пред завршувањето на британскиот мандат во Палестина, Израел е прогласена за држава со претседателот Хаим Вајцман и шефот на владата Давид Бен Гурион, на што следниот ден арапските земји одговорија со инвазија на еврејската држава. Во 1984 година во Њу Јорк е роден Марк Цукерберг, американски информатичар и програмер. Неговото име е асоцијација за социјалната мрежа Facebook, чиј креатор е тој, а воедно извршен директор и председател. Во 2004 била основана како приватна компанија од страна на Цукерберг и неговите соученици Дастин Московиц, Едуардо Северин и Крис Хјус, додека биле студенти на Универзитетот Харвард. Во 2010 година Цукерберг бил прогласен за личност на годината од списанието Time. Во 1998 година во Лос Анџелес на 82 годишна возраст почина Френк Синатра. Својата професионална кариера ја почна како музички изведувач во свинкерата, потпишувајќи со Capitol Records, при што издаде неколку албуми. Синатра се обиде и во актерските води, а за успешноста и на тоа поле беше награден со Оскар за најдобра споредна машка улога во филмот Одовде до вечноста. Синатра важеше за близок пријател на Лаки Лучиано, Карло Гамбино и останатите членови на мафијата, зашто имаше наводни обвиненија за организиран криминал. I did it my way, него дослушавме тој дел. I did it my way. Денеска ни е забавна емисијата. Го погледнавме времепловот на колешката Галена Николовска. Имаше таму една информација која што многу ми се врзува со гостувањето на денешниот гостин, поврзана со Израел, од каде што тој впрочем се врати од патување скоро, ми се чини вчера. Така, но веќе да ви го представам нашиот гостин, кој веќе сигурно добро го знаете, со оглед на тоа дека и медиумски е доста покриени од други колеги од телевизиите, затоа што и заслужува. Игор Киров, танчер и кореограф, посакувам добре дојде по втор пат во оваа емисија, Игор. Добро, нема да ти се обраќам на вие со господине и така натака. Нема потреба. Поминавме ние веќе едно издание заедно и прво да те прашам како се помина во Израел. Израел, фантастично. Мислам, стварно беше добро. Добар провод, првенствено добри настапи, значи премиерата помина супер, имавме 30 продадени представи. Браво. Во огромна сала, 20 со 3000 луѓе внатре, мислам, what more can I say. Беше добро, мислам времето ни се погоди, имавше доста добри фидбек од луѓето, посетеност, раздвиженост. Израел си Израел, кој не е бил, нека иде. Одлично, баш ме радува за успехот кој што сте го постигнале во Израел и ние денешната тема која што ја одлучив како тема, да речеме, македонската балетска креативност со светска популарност, од една страна затоа што станува збор за нешто што ти го работиш веќе цел живот, да речеме. Од кога знам? Од кога знаеш за себе, ќе ги потсетиме гледачите на твоите почетоци, оние кои што можеби не гледале минатиот пат или кои што не знаат, тоа кратко ќе го направиме, но во секој случај имаш, како што кажав и на почетокот, многу набиена агенда. Веќе до 2015-та ми споменуваше Кина, САД, европски држави,
Има. Па има, мислам, кога работиш како фриленс, значи мора секогаш да сами да си ја правиш агендата. Кога си во театар, значи доаѓаш во театар, ти е наместено, знаеш што треба да правиш, знаеш каде, знаеш колку представи имаш, во кој театар си, кој е програм и така натаму. Кога си слободен уметник, мораш самиот да си ја правиш агендата за тоа што престои пред тебе. Значи секој слободен термин, некош кој си го дозволам, го дозволам затоа што имам потреба. Инаку, доколку не, тогаш морам сето се да го направам сам. Сето тие гостувања, нови креации, патувања, взимање часови предавања, сето тоа е дел од мојот секојдневен живот, авионите, хотелите. Така да па имам, мислам, еве до крајот на година, до крајот на сезоната, во суштина, тука сум сега во Македонија, до петок са бајле. Четвртак имаме премиера. Овој петок? Се, да, во петок, значи вчера се вратив од Израел. Значи се вративме на 2 дена, 3? Па толку, затоа што вчера се вратив од Израел, денеска, утре, други ден проби, четврток е премиерата заедно со правенците на Македонската опера и балет во склоп на македонско-азербеџанските денови на култура. Петок се бајле се враќам во Германија, каде што продолжувам со подготовките за новата премиера која доаѓа на 8 јуни. Потоа доаѓа Швајцарија, швајцарска премиера не се да представа. Од таму Франкфурт гала гостување, па од таму се селиме во Пекинг од 5 до 15 јули, се до крај на јули, значи до крај на јули сум имено. Добро е додека памтиш се уште вака од прилика од датумите. До крај на оваа сезона памтам. Од наредна сезона веќе толку имам информации што ми се, значи од се уште не средени. Се уште не средени, така да оно rap version изгледа добро, значи ќе имаме гостување, што до Кореја гостување во Панама, во Кина пак гостувања, словенска премиера на уште еднашка, потоа Америка, значи сега кога бев во Израел добив понуда да работам за една од најпрестижните американски компании кои се вика Complexions. И значи ќе правам соло за нивниот Principal Dancer и плюс дуето Touch, кој што веќе доживеа 6-то издание, значи 6 девојки го имат играње на тоа, значи 6 со тоа што игравме во Израел, исто ќе се постари за Complexions, добив понуда за израелскиот балет, тоа е негде февруар. И во август би требало да почнем со нив, а во февруар да го завршам. Австрија неќне се јавија за нова продукција. Во Дрезден, февруар, март. Значи практично сега не си стациониран на едно место, бидејќи минатиот пат кога гостуваше во емисијата беше стациониран на едно место, беше во Германија, Австрија. Во Австрија. Не можам да ти фатам тек веќе. Тогаш бе во Австрија, у суштина сега се враќам пак во истиот театар од 4 ноември со таа нова продукција, значи пак ме покани да се вратам кај нив. Сега немам база, мислам немам едно место затоа што кога работиш како фриленс е апсурд да имаш да бидеш обврзан со едно место, затоа што треба секојаш да прашаш дали би можел. А вака си имам место каде што сум си сместен, каде што си живеам, тоа ми е мојата база, таму се моите луѓе со кои што ги сакам, а останатото се, значи цел свет е мој. Кажи ми зошто Игор Киров не сака да се врзи за матичен театар, за матична куќа, каде што би работел? И каде што би му било наложувано, каква кореографија да работи и слично? У суштина на некој начин би сакал, но тоа го правев во изминатите 15 години. Добро. Значи имав ми се налагаше што треба да правам и како треба да правам. Од кога почнувам да го работам тај фриленс, значи тај живот на слободен уметник, кај што слободата е моја. Значи јас взимам тоа што ми се свиѓа на мене. Значи го работам тоа што јас го сакам. Кога си во full time job, значи во компанија, не секојаш го работиш тоа што го сакаш. Значи од 5 премиери ќе имаш 3 што ќе ти се окей, останатите 2 мора да ги правиш затоа што се на репертоар. Тие времења помина, значи кога бев млад требаше се докажам дека вредам, дека се ќе направам за да го задржам договорот, за да успеам. А вака сега мислам со тек на времето 20 години помина, се изградив како уметник, како танчер, како кореограф, еве полека зачекорувам и како во сферата како професор, така да мислам дека нема потреба. Единствено ми се врза во театар доколку добиам функција да бидам пример уметнички директор на некоја компанија, тогаш да. Инаку вака како што сум сега, бидејќи тогаш ќе можеш повторно да бидеш ти тоа што сакаш. Така да мислам дека доста ми налага да бидам тоа што треба да сум, а во изминатите 3-4 години го правам тоа што јас го сакам, затоа што тоа е тоа. Што гледаме, Игор, во моментот? Во моментот ја гледаме последната хореографија што ја направи за студентите на Скопје танцовата академија. Добро.
Импакт, значи премиерата беше во склоп на Танцфест, а 15 април станува збор за Импакт хореографијата, каде што користев музика на Chalgate Sound System, кој што за мене лично е навистина доста инспиративна, пулна со енергија, емоција. Станува збор за 4 луѓе кои што се сретнуваат случајно на пат и го продолжуваат својот пат на некој неопределен временски период, каде што се развива суштина кулминација помеѓу 4 луѓе. Така. Значи ова е дело кое што може да го видат нашите гледачи, можеби ако беа публика на Танцфест. Танцфест имаше премиера во склоп на светскиот ден на танцот и од септември се враќа на репертоарот на Тоа сакав да прашам, дали ќе имаат можност да гледат? Да, од септември од тоа што јас разбрав со Рисима дека ќе се враќа на репертоарот на Скопје танцовиот театар и ќе се тече во програмата. А мислам дека со истата представа би требало да идат и во Холандија на интернационалниот фестивал за академии. Така, ни кажуваше Рисима во едно гостување лани исто околу Танцфест по однос на таа соработка со Холандија. Кажи ми, по однос на бирањето на парчињата кои што сакаш да ги работиш, што е критериум за тебе? За да избереш тоа што сакаш да сработиш? Зависи од играчите. Добро, значи првенствено ти зависи од играчите? Не првенствено, например, идејата, меѓу мора да ги идам со кои играчи со кои ќе работам. Затоа што кога ќе работам со класични играчи имаш еден начин за работа. Кога работиш со модерни играчи имаш друг начин за работа. Значи треба секогаш да се прилагодиш, да ја израза мојата идеја, каде што играчите ќе исто изгледаат добро, а на исти начин јас ќе можам да го направам тоа што го сакам. Првенствено нормално си има зацртана идеја што сакам да направам од нешто, но на целата иначе јас не сум кореограф кој што од старт кога дојде со папири напишано тоа и тоа, него едноставно инспирацијата доаѓа на самото место. Имам главната идеја во глава. Така. И кога ќе почнем со работа, значи имаш неколку видови на кореографи. Кореографи кои што ќе дојдат со се нацртано, сакам тоа и тоа, имаш кореографи кои што ќе почнат да работат и со текот на работа, со инспирацијата од играчите, со музиката, со сето тоа, со секојдневниот начин на живење се ствара едно дело. Така. И ти си од оние кои што создаваат во моментот. Во моментот, да. Креативноста им доаѓа. Креативноста ми доаѓа во моментот со претходно направена, значи замислена идеја што би можело да биде. Например, Импакт беше, знаев дека ќе користам таа музика. Јас знаев музика затоа што ми дава инспирација, ги знаев кои се играчите, знаев каде сакав да идам. Наставно кога влегов во студио, почнав. Денеска правиме дует, денеска правиме трио, утре идеме сите заедно, после тоа се комбинира, се вади, се сече, се чисте, за сето тоа да се направи еден компактен. Која е музиката која што ти дава инспирација? Која најчесто музика те влечи да правиш кореографии на неа? Со ритам. Значи музика која што има доста ритам. Пример, Chalgate Sound System е нешто што е фантастично. Да. А Кирил Джајковски е фантастично. Наша светско што би се рекло. Точно, мислам јас у суштина секогаш кога сум на страна кога правам кореографии или секогаш каде што треба да ја представувам Македонија, секогаш користам наша музика затоа што е вредно да се види дека имаме нешто што е стварно наше. А секогаш кога ќе ме прашаат, "Wow, the music is Macedonian." Така. Гледаш музиката да биде македонска? Се трудам. Затоа викам, гледаш... Се трудам колку што можам, затоа што, пример, последниот дует што беше лани што го правив на тотално нешто што нема врска со нашата македонска, затоа што имаше самата тема на кореографија, немаше поедовна точка со тоа што е. Ме интересираше дали си од оние кои што се оптоварени да речеме да го имаат своето од својата држава, од својата земја, нешто во на што го сработиле. Не мора да значи, не. Кај мене значи кој што реков, се зависи од тоа врз на кога ќе се разбудам, која е идејата што сакам да ја правам. Така. Кога започна да ги потсетиме гледачите Игор Киров со балетската уметност, со танцот? Се сеќава ли Игор Киров кога започна? Мислам дека беше некогаш. Некогаш кога бев млад, мислам уште сум млад, нели? Тоа не порекнуваме. Не, мислам дека беше таму. Јас постар од тебе изгледам, сега тоа е. Добро? Пионерски дом Штип, балетска секција, не знам која година, 90 година прв пат се појавив на Макфест, суштина. 90-та, тоа би било 1990 се појавив на Макфест. Ај не ти пресметувам години, да не ти пресметат колку си стар, добро? Добро, така, 90-та година Макфест, потоа доаѓаше Макденс, па пак Макфест, се до 94-та, кога дојдов во Скопје, Ребис, 3,5 години Ребис и замина. Да. Така да, мислам, повеќето број
публиката ме памти, македонската публика највеќе ме памти од тие денови кога бев во Ребис, кога гледавме по телевизии, а кога значи немаше Тоа беа златните времиња на Ребис. Да, немаше ивент кај што ние не бевме, значи немаше ТВ постер или музичка емисија или било што на македонска телевизија што беше, значи да не беше, да не бевме ние со Ребис. Така да тоа ми беше како тоа беа баш златните години на Ребис и моите златни години да луѓето го препознаваат у суштина мојот квалитет дека, знаеш, постои момче кој што дечко кој што може да игра. Господ му дал талент, нека го искористи. Бидејќи многу често имаш патувано во странство и често и не често имаш патувано, туку имаш и живеено најчесто надвор последните декада можеби или повеќе? 17 години. 17 години. Не се обидувале ли да те задржат компаниите кои што се надвор? За овде ќе се навратиме подоцна. Иако мислам дека тоа е не баш фина тема за разговор. Вака, јас лично работам на принцип дека колку повеќе менјаш компании, толку повеќе учиш, толку повеќе се надградуваш. Секој со работа со нов кореограф е нешто ново. Секој ново искуство. Тоа сакам да ми го објаснам на луѓето многу често за која било професија кога станува збор, бидејќи кај нас луѓето некако менталниот склоп е така научен да ние ако премногу ги менуваме работите, дека ти или не чиниш, или дека едноставно не те држи место никаде. И најчесто тоа се сваќа негативно, за разлика од моето мислење, кое што мислам дека доколку човек менува доста соработници и околини, дека напротив сака да учиш уште повеќе или да пренесе знаење. Вуала. Бидејќи имате различни концепти на работа. Точно. Јас тотално согласен со тебе, затоа и го правев. Значи јас за 17 години сменив 10 компании, а работев со повеќе од 50 кореографи кои што ми помогна да јас се надградам као уметник. Значи со секоја нова соработка со нова личност ти добиваш. Јасно. Доколку, пример, една компанија, само имав една компанија која што останав 3 години. Така. И после тоа веќе последната сезона не беше као Игор, што да направам за да ти дадам челендж. Затоа што веќе знаев во кој правец иде кореографот. И тука значи мораше да биде, да реков, мислам, мене ми е супер да работам со таа компанија, со тој кореограф, но морам кариерата продолжи. Значи е премногу кратка за да ја губам на време, као сега ќе останам затоа што ми е фино, затоа што ме плаќаат добро. Од оваа професија значи стаж да си тече. Да си тече стаж, значи доколку се спуштиш на тонио да мислиш ми тече стаж, ќе седам тука, значи кариерата ти е промашена. Значи, или ограничена. Тоа е тој степен што го достигнуваш и готово. Ќе постигнеш една цел и после тоа се вртиш у круг. Ние имаме 15 до 20 години кариера. Доколку, уште еднаш ќе кажам, те служи добро здравје, доколку не си страдал од некои поголеми потешки повреди, значи доколку си успел. Што е најстрашното веројатно во танцот. Така, значи не де Боже мала повреда од менискус или било што од старт иде 6 месеци надвор. Така да до некои си потешки повреди каде што луѓето морат и година дена да прават пауза. Така да доколку сето тоа кој ќе го стави, значи доколку си немал повреди у текот на сезон на кариерата и си трудел да се надгради, значи имаш, да речеме, здрави години за играње, 10 години ти се до 15 максимално. После тоа веќе телото се опушта, не е тоа, значи кога ќе стигнеш до 40 зборуваме за нешто друго. Значи зборуваме за нешто покалм, по Така. Што гледаме во моментот? Во моментот тоа е на представа така наречена Memo Trip, значи еден дел од мојот живот кој што беше посветен на еден триангл кој што секогаш се вртеше околу мене. Кореографија кој што ја поставив пред 3 години во театарот во Хановер и кореографија која што е полно со емоции, како и сите мои кореографии и енергија. Така. Од видеото. Може музиката малку да ја попуштиме од режијата, да погледат гледачите, па ќе се вратиме во студиото ние со разговор.
Игор, од она досега што го зборувавме и што го начнавме во самиот муабет, можам да претпоставам дека си доста задоволен од својата кариера како течела досега. Но директно ќе те прашам, колку си задоволен од кариерата? Да бидам искрен, сум задоволен. Добро. Со фактот на тоа дека почнав на 18 години, дека успеав од ништо да направам нешто. Кариера која што, например, ја немав кариера да сум играл во NDT или не знам, некоја си вау компанија, но со тоа што јас го можев, со моите способности, со моето тело, со мојот талент, успеав да се надградам како еден уметник, за кој што мислам дека постигнав квалитет. Така. Значи, затоа си нормално дека секош мора да бидеш до некој, значи, ваќе кажеш, после 8 сати пред огледало, треба да знаеш што можеш и што не можеш, кај си стигнал и каде би можел да одидеш. Значи, после 8 сати секој ден работа. 8 часа дневно трошиш на работа? Толку, мислам, од 8 10... патуваш, 8 работиш и 8 спиеш, веројатно. Од 10 почнуваме до 6. Да, сега те грабнавме од проба на кратко на еден час, па ќе те вратиме назад. Така. Значи, од проба на телевизија, па сте пак на проба. Така. Таа е, мислам, тие се 6 до 8 сати на ден мора, мислам, за да добиеш квалитет. Работејќи со 1 сат и 2 сати на ден не добиваш ништо конкретно. Збориме, додека ти да влезеш во суштината на кореографија или на било што ти треба, значи минимално сат време. Кога ќе почнеш да креираш, времето иде. Ако иде, значи чим времето мине, ти треба многу повеќе од колку сат или 2 работно време. Така. Кажи ми, што мислиш, преска те прашав, претходно те прашав по однос на тоа дали не се обидувале да те задржат, да речеме, во странство, паралела да ми извлечиш меѓу обидот на странските компании да те задржат и обидот на Македонија да те задржи? Македонија не се ни потрудила да ме задржи. Добро, предпоставував како би одговорот, но пак морам да си прашам. Следствено на тоа би прашал, каде се движи македонскиот балет? Има ли чекор со современиот светски танц? Драмска пауза. Да. Па види вака, сега... Јас сум секогаш искрен и ќе бидам и овој пат искрен. Со квалитетот кој го поседуваме ние во Македонија, со условите на работа кои ги поседуваме ние во Македонија, да не бевме толку затворени, ќе бевме многу понапред. Доколку тоа што е наше, не го вреднуваме, а го вреднуваме тоа што е странско. Добро. Иако не е квалитетно, сепак го вреднуваме, никош нема, без разлика која да е држава, мислам, земја на Холандија, колку иако, ајде да речеме, свеста на луѓето кај нас, збориме за балети, за модерни, за било која современа сцена, било која сцена не е развиена доволно, но мора да се почне од некаде, значи мора да се, што би рекол, ако додека ние што сме излезени на надвор, било во која сфера, дали во балетот, дали во технологија, дали во било што да е, не се вратиме и тај западноевропски или надворешен начин на работа не се спроводи кај нас, значи не почне да функционира, да ако проба почнеме од 2, ќе почнеме од 2. И така натаму, со многу потешки чекори ќе идеме напред. Добро. А можеме да идеме многу побрзо, доколку сме свесни од тоа што го имаме. Треба да можеме да знаеме со што можеме, што имаме, а што немаме. Каде би можеле, каде не. Значи да бидеш, да го имаш, да имаш компанија во свој раце, да имаш трупа, да имаш школа или било што, треба да имаш идеја каде ти со таа компанија, каде ти со тоа школа, каде ти со тај театар, да знаеш каде можеш да ги Значи едноставно треба да се мотивираат луѓето за да добиеш многу повеќе и да се отвориме према запад. После ова ми доаѓа да те прашам, што би променил или што би тргнал, а што би оставил на македонската танцова сцена? Би го задржал квалитетот што го имаме ние, малиот квалитет што постои кај нас и би се потрудил да дадам се од себе за да тој мал квалитет созре и порасне во нешто многу поголемо, каде што не само Македонија, него и пошироко ќе се знае. Би успел би сакал во суштина да зборот танц не спаѓа под музичко-сценска дејност, него спаѓа како танц, како што е опера и како што е театар, како што е секаде на запад, затоа што доколку ние како танц или во моментот, извини, правим разлика меѓу танц и балет, така? Ајде да ги ставиме, значи во балет, модерен, класичен,
танец, то се ајде да го ставиме во еден збор Во заедно. танц. Добро. Заедно, затоа што Танц. зборови на пример финансиски кој се финансира се станува збор за танц, едно што е музичко што излегува на за Да, тој спаѓа под музичко-сценска дейност. Тука на запад е, значи, ти кога бараш пари, не бараш пари за музичко-сценска дейност, него бараш пари за танц, бараш пари за опера и бараш пари за театар. Така или за мюзикал или што да е. Значи мора да се разграничат тие некои ствари за да и да сакаш да направиш нешто повеќе, да знаеш кога ќе идеш у министерство, ќе знаеш дека зборуваме за танц, не за музичко-сценска дейност. Зборуваме за луѓе кои што кога ќе треба некој да погледне дело твое, да биде да знаеш, значи луѓето кога се на мене да ми дадеш да оценувам дела од музичка дейност. А јас сум балетан. Да. Значи мора да имаме стварите да се променат и да се насочат во правата смисла на зборот. Значи не под еден сектор да спаѓа се. Пример министерство, во министерството просто само еден конкурс и тоа се распишува една година унапред. И у тоа значи спаѓа се. Од баби и жаби сите аплицираат внатре. Така да, значи мора да се разграничат некои ствари за да се добијат повеќе пари, за да можеме да живнеме, да се развие таа балетска сцена, ние мораме да се направи пример една здружение на балетски уметници, каде што ние ќе застанеме меѓусебно од Интер локомотива Македонско опера и балет. Тука сме, тие сме, дај да не направиме нешто да се споите за да може да се изброи, да се тргне на страната, затоа што само заедно можеме да се направи нешто повеќе. Имаме прекрасен театар, кој што е огромна сцена, услови за работа прекрасни, мислам, талент внатре колку сакаш. Нешто има. Добро. Ќе одиме со една кратка занимливост која што ни ја подготви колешката Галена Николовска, која веќе од минатата среда ни подготвува секогаш некоја интересна работа во рубриката наречена едноставно како интересно. Да ја погледнеме таа занимливост и ќе се вратиме во студиото. И по завршувањето на последните локални избори во земјава останаа многу дилеми, обвинувања, препукувања, нерегуларности и незадоволни граѓани кои настојуваат да го изберат својот фаворит во прв, втор па и трет круг. А во делови на Америка очигледно немаат толку демократски права. Земаат еден шешир и со извлекување го избираат таткото на градот. Оваа година во Дорсет, Минесота, за градоначалник е избран 4-годишниот Роберт Тафтс. Малиот Боби сака да си игра, танцува и пее. Особено ужива во одењето на езеро со родителите за да лови риба и смета дека тоа го прави многу подобро од својот татко. Комуникативен е и сака да одржува средби со своите сограѓани, а веќе почна да закажува интервјуа со медиумите. Новиот градоначалник Боби не се срамеше да зборува за детали од приватниот живот, па го откри дури името на својата девојка Софија. Инаку во Дорсет има само 22 жители, а избори за градоначалник се одржуваат на секој 12 месеци по патна лотарија, така што во еден шешир се ставаат имињата на сите жители и оној чие име ќе биде извлечено управува со градот цела година. Со еден клик до сите информации. Следете не на Facebook и Twitter. 24 вести, информација сега. Докажано најдобри, со попуст од 20%. Радио такси Риба 15161. Не пропуштајте смарт телефони за 0 денари. Одберете ZTE Blade 3 за 0 денари или пак Samsung Galaxy Mini 2 исто така за 0 денари. Само за првите 2000 купувачи. Плюс неограничени разговори во VIP, бесплатни минути кон сите мрежи и 3G интернет само со VIP Postpaid. Повеќе за вас. VIP. Биокрил Актив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје.
Така, тоа ви се телефонските броеви кои што ги паметите затоа што ви требаат скоро во секоја наша емисија, бидејќи сите наши емисии се половично отворени за комуникација со гледачите, некои не се отворени воопшто бидејќи или се снимени или пак се стручни анализи за одредени нешта. Останатите делови може да си го кажете и вие вашето мислење, како што е впрочем и денешната емисија, каде што доколку сакате да споделите нешто околу балетската сцена, слободно може да ни се јавите на 0260 91 924 или 0260 91 925. Нам ни остана, разговараме во студиото заедно со Игор Киров, танчер и кореограф, со кој што зборуваме токму за македонската балетска уметност која добива светска популарност благодарение на Игор, бидејќи како слободен уметник прави се што може за да ја популаризира македонската балетска уметност и до некаде и одреден дел од македонската музика. Да видиме од оној проект кој што најмногу го познаваат можеби и кај нас, но и во странство, тоа е проектот наречен Тач, или како Т, само што го именува во режијата. Може да го пуштиме него, Игор ќе ни објасни во меѓувреме за што станува збор и ќе ни го објаснува додека оди видеото, може од режијата да го емитувате. Така. Тач, Игор, повели си. Тач доживеа прошлата година премиера на 29 април на интернационалниот ден на танцот во градот Клагенфурт, значи како што гледаме тоа е баш на езерото, мислам во театарот таму, дел од театарот. Досега одигравме во театарот околу 15 представи и кореографии кои што ја освоивме втората награда во Белград на надпреварот, во Хановер ја добивме продукцијската награда, во Полска влеговме во финале и Тач сега иде со Тач бе во Израел, значи Тач ќе се поставува во Америка и Тач ќе иде во Кина. Одлично. Така да кореографија која што е инспирирана од мојот личен живот и животот на мојата партнерка, работевме доста интензивно. Затоа што кога станува збор за нешто персонал, е убаво да направиш добар ресерч на твојот на материјал што го имавме. И како што гледам видеото направено за еден фестивал на интернет издание на као надпреваре за најдобри изведувани кореографии, значи не на сцена, него објекти кои што каде што ќе може да се вкопат со идејата кој што сакаш да ја постигнеш. Така да тоа е Тач е 15 минутен дует кој што за мене лично е стварно тежок, затоа што јас дигам. Не, ти сам добро. Ти сам си се имаш наместено. Никој не те крив. Точно, али сакав едноставно ми беше последно нешто што требаше да откачам и да залепам за еден дел од мојот животот и тоа беше последниот стикер што би можел да кажам тука завршува се. Си поставуваш ли предизвици кои што вака навидум тебе лично што сам си ги поставуваш и изгледаат да речеме недостижни? Има ли нешто недостижно за Игор или пак едноставно се обидува се да достигне? Па има, нормално дека не можам ни јас се не. Што има останато во кариерата кај Игор што сака да биде дел од твојата биографија? Како танчер? Да. Приватно не те прашувам, приватно друга емисија ќе направиме. Како танчер, мислам дека уште една компанија мислам веќе суштина не играм толку за да можам сега да суштина не би ни сакал да се внесам како што реков во full time job, но доколку имам шанси, имам можности да влезам во една компанија во Франкфурт која се вика The Forset Company, тоа би било моето што тоа ја би завршил мојата танчерска кариера и повеќе не би се играл на сцена. За кореографија имам уште многу, значи кореографски имам уште многу ствари кои што допрва ви сакам. Сигурно имаш уште на 40 на години пред тебе за правење кореографија. Да сум жив и здрав, да ме служи здравје, можам уште многу. Значи доколку мојата кариера како танчер со текот на годините се намалува, кореографијата се мислам затоа што имам доста идеи, имам ствари неостварени во главата, значи можам да направам многу ствари и се надам дека сите тие идеи кои што мислам во главата на еден или на друг начин ќе доживеат својата сценска изведба. Одиме сега со видеото наречено Хелиум, кое што ни го донесе исто Игор, да го погледнеме видеото Хелиум и ќе се вратиме да го објасниме.
Игор, што е хелиум? Хелиум, еден балон полн со хелиум. Хелиум е мојата прва кореографија за 2013 во продукција со Домот на културата Целја и фестивалот од Велење, една копродукција заедно со мојата компанија The Kiro Dance Company. Музика напишена од страна на битолчанецот Горан Бојчевски, кој што живее во Словенија, моја кореографија. Кореографија која што зборува за тоа што некојаш беше Југославија. Значи, до сега беа направени филмови, документарци, се снимаат театарски представи, но никој не успеа да никој немаше не смогна да направи сили да направи кореографија која што зборува за тоа што некојаш бевме и за тоа што сме сега. Кореографија е 50 минутна представа која што захтева многу физички. Танцова представа од 50 минути, тоа е доста... Да, но во овој случај, значи последните мои 3 кореографии се доста набиени со енергија, со движење, затоа што во суштина Југославија беше секојаш една, значи таа агресивност меѓу луѓето дека на секојаш постоеше, значи ние сме луѓе кои што сме полни со карактер. Значи во овој случај ги ставив Хрватска, Словенија, Босна и Србија, каде што ние како македонци и Горан бевме подпишани за тоа, така да немаше потреба да се стави уште двајца внатре. Доволно беше таа сила што има, сето оно што се дешаваше со тие 4 земји. Значи, кога ќе видиш и денеска, се уште се слуша истата музика, се уште се јади истата храна, се уште се збори истиот јазик. Од Триглав па до Вардар, тоа што е тоа. Значи, колку и да сакаме да сме раздвоени, да сме разделени, секој си има своја држава, посебни идентитети, но внатре тоа што е, можеби за помладите генерации не толку, али за нешто сме живееле во време на Југославија и сега да појдеш во Словенија, додека се јаде бурек, се јаде чевапчиња и лепа брена, пуни стадиони, џабе се. Особено кога ќе се најдете во некоја друга странска држава и одма барате балканци некаде, барате срби, барате хрвати. Секогаш првата конекција. И еден табор веќе добивате, балканскиот табор. Точно. Да. Најнемирниот, најагресивниот, најлутиот од сите. Да. Секоја моја прва конекција, било каде сум на страна, доколку има балканци, било кој балканци, одмah се врезувам. Значи тоа, доколку нема балканци, први се или италијаните или израелците. Со кој и јас имам. Да. Значи, шпанци, италијанци, израелци. Каде што има вода. Па на југ што сме тие. Така. Целата идеја за оваа представа дојде во Кина 2011 година, кога на истиот фестивал што сега ќе идам, беше словенката таму и тука дојде, значи од самиот старт имаше конекција меѓу нас двајца, значи дај да направиме нешто заедничко. Смогнавме се или направивме, имавме изваредна соработка, драматуршкиот дел беше покрен страна на изваредни луѓе од Босна, кои што ни помогнаа да не биде само една денс продукција, него да биде една денс продукција која што има тема, обработуваме тема, која што сакаме да ја имаме цел позади ставена, значи сакаме да кажеме нешто што било некогаш. Така да се надевам јас, затоа што представата достигна доста квалитет. 17-18 јули е Шанхај, 21-22 октомври е Кореја, потоа иде Панама. Се враќаме во Словенија назад и јас најискрено се надевам дека Македонија. Македонија моја. Добро. Се надевам дека сум во преговори со дирекцијата за уметност и култура и во соработка со словенската амбасада, затоа што е подпишана како словенска продукција. Не е македонска, него е словенска продукција. Значи словенечка изработка на... Да. Значи словенците си ги купија сите права да биде, наместо да биде македонска-словенска, не успеавме тоа затоа што Министерството култура се откажа од тоа. Нашето министерство се откажа затоа што нема потреба да има едноставно од... Па добро бидејќи би е врзано со Југославија. Да, така да, значи сите други се не фатија, сите, значи се освен нашите реко не, така да словенците си го подпишаа правата да бидат нивне и да таа представа ја представува Словенија на сите овие турнеи. Каде што имаш Кавал, Гајда, Тарабука и се оно што е наше издорно македонска оваа представа. А што не е словенечко. А што не е словенечко, значи немаш ништо словенско натре, освен Гајдата. Ма и Гајда не мислам. Така да ќе речеме Гајдата, ајде. Така јас се надам дека ќе успееме да го донесеме во склопот на есенски музички свечености во Немир, значи после турнејата од Панама, да успееме да дојдеме тука. И се уште сме некои се неизвестни преговори со Охридско лето, за кој што јас стварно би сакал да дојдеме на Охридско лето, затоа што
убаво убаво е да нашата публика види тоа што да види нешто друго. Значи сепак ние, јас како македонец, Горан како македонец, направиле едно дело кој што успеа да, мислам, Цанкариев дом продадовме 5 представи, Марибор се продадени 3 представи, Велин ги дадовме сите 4 представи по колку 2000 луѓе за 3 дена видеа представата со standing ovations од 10 минути, каде што луѓето наставно беа, некои дури се расплака затоа што наставно тие што имаат живеење во тоа време ги имаат знаат што било ги тоа. допира. Така. Јас се надевам, јас најскоро се надевам дека и ќе успееме да направиме и македонска премиера. Добро, и јас искрено се надевам околу сето тоа. Нема веќе да те испрашувам. Седи 10. Одлично. Јас, Игор Вистински, се надевам дека можеби нема да треба да чекаме уште една година да се видиме повторно во емисијава. До тогаш ќе смениме и сценографија, нешто ме било на друго. Не сценографија, сменивме веќе. Не бе уште да промениме. Столчињата се тие, како што ги паметиш. Но во секој случај ти посакувам многу успех. Имав уште многу прашања, ама ќе ги оставам бидејќи времето ни летна, верувалте или не, 45 минути. Да, јас мислам дека само 15 минути разговараме. Да, точно 15 набиени вака. Бам. Ќе се видиме. Ти посакувам многу успех и ти посакувам успешно да си следен од медиумите како што и досега беше следен, за да, ако не ништо друго, барем народот знае до каде си. Точно. Благодарам на поканата и тука сум. Институциите секогаш биле глуви и ќе си останат. Па треба да се разбудат. Време е. Ќе ги разбудиме. Македонија треба некаде да почне. Фала на поканата. Поздрав до сите гледачи на 24 вести, особено до Штипјани. Тоа беше неминовно да не се каже така. Секој добро. Ќе се видиме. Поздрав. Почитувани гледачи, тоа беше Игор Киров, со кој што разговара танчер и кореограф, со кој што разговаравме токму за популаризацијата на македонската балетска уметност, за неговата кариера, која што верувајте како представник преку неговата кариера ја представува нашата држава на секаде каде што патува, во неговата набиена агенда до 2015-та, барем засега колку што знае тој, се и САД, Кина, заедно се тука и европските држави, делови кои што од светот кои што можеби ние ретко ги посетуваме или спомнуваме, но во секој случај танцот наш ќе биде таму представен и човек кој што ги вкомпонира сите работи кои што го врзуваат од неговото детство преку живеењето, да речеме, во последниот проект Хелиум, преку живеењето во СФРЈ поранешна и сето тоа представено преку танц, единственото танцово дело кое што се однесува на Југославија поранешна, а при тоа не е театарска представа, не е ликовна изложба или пак книжевно дело. Јас се надевам дека оваа емисија ќе ги поттикне оние кои што можеби не веруваат во себе доволно да веруваат и дека можат да направат се што треба и се што сакаат и дека не им треба помош од другите за да може да го достигнат врвот и токму Игор Киров и ќе ги инспирира. Ви благодарам за вниманието, поздрав до вас и се гледаме веќе во утрешното издание на 24 за животот од 15 часот. Пријатно.